прифатам до негде, се извинивте на колегите, иако пак приметив дека со подценување овие овде и не знам слично, но ете, тоа е ваш начин на изразување, нека цени јавноста. Мене по-голема поента ми беше да се извините и на таа јавност која што прелажавте тие 7 години за кои што говорев, но ете, очигледно се уште верувате дека вие сте биле многу добри, ама народот бил излажан. Ако беше народот излажан, се случија и локални избори сега пред нецела година, не знам кој толку многу може да го лаже народот. Најмногу беше излажан оние 7 години, кога ветувавте едно, реализиравте спротивно, сосема спротивно од ветеното. И затоа кога ќе спомнеме образование, ако сега во овој период исклучително интензивно се работи на носење на закони за образование, на справување со проблемите, вие ќе бидете запамтени за тема образование дека 2 учебни години поред нашите ученици ги оставивте без учебници. Ако зборуваме за земјоделие, имавте неисплатени субвенции. Вашите планови беа на плодната почва на Македонија да се одгледува марихуана. Тоа беа вашите, по тоа ќе ве памети народов. Вие треба на народот да му се извините, а дали ние треба да се срамиме од тоа што толку работиме и се трудиме да докажеме со дела, не само со зборови, не само со буџети, со бројки, со дела. Еве затоа како дело ви го споменувам автопатот. Значи се работи интензивно, се пуштија добар дел од делниците меѓу Кичево и Охрид, ако тоа за вас не е факт, ако тоа некој треба да се срами. И сега вие велите колку проценти бил потрошен буџетот. Заборавате дека во 2024 до јуни месец имавте потрошено повеќе од половина буџет планиран за целата 24 и дека 4 институции во државава, големи институции, предпријатија, нема исплатено 4 плати. Шуми, пошти, водостопанство. Кој тука ви се мешаше? Кој во тој буџет таму нешто имаше увид, освен вие и само вие? И сега вие овде ќе излегувате и ќе велите ние пропаѓаме во бездна. Не, во бездна, најдлабокото дно од бездната се допре таа 24-та кога со изборите ви изгубивте, кога ги оставивте празни касите од народни пари. Каде се потрошија, кога се потрошија, зошто се потрошија? Ќе дојде време, ќе се дознае. И да, овие луѓе се одговорни, даваат отчет и велат, ова може, ова не може. И затоа 800 милиони има помалку за стоки и за услуги. Затоа има 300 милиони повеќе за образование. Има дупло повеќе сума за наука. Кога тоа се случило во ваше време, ако еве вие сте експерт, универзитетски професори, не знам што. Овде сите сме исти, да, ама сите треба да кажеме она што народот го кажува и го гледа. А се гледа работата на оваа влада, се гледа секојдневно, деноноќно се гледа. И резултатите ќе дојдат ако продолжиме со ова темпо. А вие продолжите со критиките, повторно само се посипувате самите себе со пепел, бидејќи навистина од државава пепел направивте на вашето заминување. Празни каси, луѓе без плати, ниски пензии, ниски плати, сега имаме и покачени плати и пензии и навистина не велам, никогаш не сум кажала дека е супер. Но да, ќе биде супер ако се продолжи со ова темпо. А тоа што вие не критикувате нас, напротив ни дава точно правилен сигнал дека ние сме на вистинскиот, да не речам пат колосек, затоа што ваша некоја парола беше, мислам, на некои избори. И да, граѓаните го гледаат, тоа го кажав. И 24-та изборите, и еве има можност, ако сме ги излажале 24-та во 25-та на локалните, за жал не сте тргнати вие од таа точка. Еве го буџетот, вие сте експерт, ајде да расправаме, да видиме кој е во право, кој не. Контрареплика, Фатмир